Стефчо Јакимовски и Томе Ѓурчиловски се виновни за бесправно градење на административната зграда во општина Карпош. По 6 години судски процес, измени на кривичниот законник и промена на судечките совети. Скопска единица на градоначалникот на Карпош му изрече 2 пресуди и една единствена затворска казна од 3,5 години. Зашто е виновен Јакимовски? Повеќе детали од колегата Петар Довов, кој го проследи и брифингот на Јакимовски по објавата на пресудата денеска. Петар, ги имаш деталите за овој судски процес, повели. Кривичниот суд пред околу 1 час на официјалната веб страница ја објави пресудата токму за актуелниот градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски и лицето Томе Ѓурчилов, тогаш вработен во општина Карпош во 2019 година, а сега веќе пензионер, според информациите кои што ми ги дадоа дел од овде вработените од администрацијата на општина Карпош. Имено од пресудата на изречена од страна на кривичниот суд се гледа дека Јакимовски е прогласен за виновен за 2 кривични дела: бесправно градење и злоупотреба на службената положба, за што тој има единствена казна затвор од 3 години и 6 месеци, додека пак Томе Ѓурчилов е осуден на 2-годишна условна казна под услов во наредните 5 години да не направи друго кривично дело. Веднаш откако кривичниот суд ја објави пресудата на веб страницата, градоначалникот на Карпош Јакимовски закажа брифинг овде за медиумите, а потоа и пресконференција, односно изјава даде пред камерите на медиумите и краток коментар воедно за пресудата и кажа дека се чувствува понижен, а не виновен, и смета дека немале никакви докази за да го осудат за тоа кривично дело. Овде предлагам да чуеме дел од неговата изјава. Осуден сум зашто сум ја направил оваа барака и она другата, каде што во проектот стои изградба на монтажно-демонтажна барака 1 и 2. Ова е направено од гипс картон. Според сите правилници и стандарди на Министерството на транспорт и врски современи објекти. И за времен објект имаме одлука на совет, но немаме решение за поставување на времен објект, и за времен објект не може да се гони кривично. За жал, обвинителство тука се послужи со фалсификат, кој го докажавме и со вештачење, меѓутоа тој фалсификат никој не сака да го земе во предвид. Токму како што кажа градоначалникот во изјавата, за времен објект кој што се гради според прописи и параметри предвидени од страна на Министерството за транспорт, не може тој да биде гонет кривично, туку најмногу што може е да се соочи со прекршочна казна. Токму затоа најави дека во следниот период ќе ја обжали оваа пресуда од страна на кривичниот суд, која што беше изречена и објавена денеска на веб страницата на Кривичен, а исто така и кажа дека смета дека се води оркестрирана хајка против него и дека оваа пресуда е донесена под притисок затоа што, како што оценува самиот Јакимовски, вели за исто кривично дело, тој е осуден на 3 години и 6 месеци единствена казна затвор, а другиот обвинет Томе Ѓурчилов е осуден условно и праша каде е логиката за целата оваа работа. Тоа се сите детали накратко.